Во изминатиот период, СДСМ остро реагираше за неодговорното однесување на владата на Груевски, затоа што во време на невработеност и рекордна сиромаштија ги троши парите на граѓаните секаде, освен таму каде што треба. СДСМ секојдневно апелира и предлага мерки за подобрување на животот на граѓаните. Предупредува да се намалат непотребните и непродуктивни трошоци и да не се кратат средства од здравството, бидејќи тоа ќе се одрази на основното право на граѓаните за квалитетни здравствени услуги, а последиците ќе ги почувствуваат пациентите, лекарите и здравствените работници. Почитувани, СДСМ реагираше и во врска со наводниот нов бран, кој представува само паничен обид на Груевски да го пресретне цунамито од незадоволството на граѓаните. Господа од власта, со последниот театрален обид за замајување на јавноста и скривување на вистината, ги ставивте во заложништво и лекарите и здравствените работници. Веќе сме 18-тиот месецот, а тие ја немаат земено и така скромната плата. А челниците од ВМРО ДПМНЕ се борат чиј фаворит да ја превземе директорската фотелија. Почнавте со навреди, закани, уцени и притисоци, ја нарушивте довербата помеѓу лекарите и пациентите, за на крај да удрите по нивното достоинство и углед. Господа од власта, тргнете ги вашите портокалови очила и погледнете ја вистинската слика во струмичкото здравство кој обслужува над 150.000 граѓани. Моменталната состојба е хаотична, постои двојно незадоволство и од страна на здравствените работници и од страна на пациентите. Основните услови за работа се катастрофални. На оделенијата лекови нема. Перници, постелнина, чаршафи нема. Средства за хигиена нема. Сите овие работи пациентите мора да си ги донесат од дома. Струмичани се уште се оперираат во 2 операциони сали. До кога хирурзите, уролозите, гинеколозите ќе се тркаат да се оперира во една сала? Брзата помош функционира во неподносливи услови. Санитетските возила се без основна ургентна ампуларна терапија, без дефибрилатор, без кислородни боци, без сирени. А што да се каже за кујната? Што да се каже за бесплатното здравство? Лекарите и здравствените работници се секојдневно изложени на притисок со новите реформи. Покачување на платите нема, а што е најважно, трпат пациентите. Сите овие изнесени забелешки и недостатоци, а ги има и уште повеќе, се потврдени од лекарите, од пациентите, од граѓаните на Струмица, кои секојдневно на нивна кожа ги чувствуваат последиците од неправилното менаџирање. Не ви веруваат повеќе на вас и на вашите скапи реклами. За крај, господа од власта, не се мачете да излегувате со деманти. Одговорот ќе ви го дадат граѓаните на 3 јуни на плоштадот во Струмица.